Досега исплатени над 90 милиони евра од Фондот за здравство за боледувања подолги од 30 дена. Од оваа сума 65,5 милиони евра се за оние кои заминале на трудничко, останатите пари за лица кои отвориле боледување поради други болести. Од ФЗО велат дека низ годините се забележува тренд на зголемување на сумата за боледувања, но констатирани се и злоупотреби. До фондот пристигнале барања од државни институции за да направат контроли. Најмногу од барањата се од МВР. Ова што се гледа во моментот е само врвот на сантата мраз. Условно да кажам, бидејќи овие 1600 се само за долгите боледувања. Кратките боледувања паѓаат на сметка на работодавачот и за нив немаме евиденција за финансиските ефекти. Меѓутоа, ако е 1600 за долгите боледувања, слободно можеме да кажеме дека кратките се веројатно неколкократно поголеми износи, пошто најголем дел од боледувањата се кратки боледувања. Да, имаме констатирано неправилности во системот на боледувања. Ние одговараме по барање на работодавачи. Најчесто се барањата од МВР, царина и одбрана за проверка на долги боледувања. Значи, станува збор за поврзани боледувања во низа долги боледувања. Таму има највеќе барања за долги боледувања во овие институции? Па од нив имаме најмногу барања за контроли, пошто ние можеме да ги согледаме само преку барањата за контроли. Ова година рекорд е Министерството за внатрешни работи во барање за контроли. Општо познато е дека во јавниот сектор имаме луѓе кои се отсутни со месеци и тоа го умешно го покриваат со боледувања кои се различни диагнози, различни доктори. Еве во една последна контрола имаме случаи каде што 4 пати е менуван матичниот лекар во различни градови за да нели се овозможи некое ново продолжување на боледувањата, бидејќи нормално очекувам дека најголем дел од матичните лекари се совесни лекари и се обидуваат да избегнат неоправдани боледувања, меѓутоа кај дел од лекарите остануваме непридржување на предвидените процедури. Најчести проблеми се непридржување на диагностичките постапки што се неопходни за соодветното диагноза и соодветното боледување. А вториот најчест проблем е ретроактивно издавање на боледувања, што со законот не е дозволено. Најмногу боледувања се регистрирани во источниот регион. Причината за тоа од фондот ја лоцираат во видот на индустријата која функционира во овој крај. Исто така забележано е и дека многу од боледувањата се отвораат за да можат да работат втора работа, која обично е од сезонски карактер. Поради тоа, Клековски вели дека се јавуваат два проблема. Со едниот се зголемуваат исплатите на парите од ФЗО, а со другиот се засилува сивата економија. Парите се исплаќаат директно во плик. Посочува и дека доста од боледувањата се поради нега на трето лице. Порано тоа било за дете, а сега младите го отвораат за да можат да ги гледаат возрастните, затоа што нема доволно центри за грижа. Но од ФЗО алармираат и дека луѓето се повеќе прават непотребни анализи и испитувања. Заклучно со октомври, за тумор маркери се платени околу 2 милиона евра. Во многу категории имаме неоправдано потреба на лекови или имаме неоправдана диагностика. Се знае тумор маркери на кој период се прават, се знае на кој период се контролират хормони, се знае на кој период се контролират други параметри и мислам дека или се знае зашто треба рентген, зашто треба компјутерски томографии, зашто треба магнетни. Значи, не секоја потреба се решава со истото средство. Мислам дека имаме и овerdиагност, прекомерна диагностика и прекомерна употреба на лекови.
Од бројките во извештајот на ФЗ може да се види дека лани се намалил и бројот на осигуреници за над 17.000. Има се помалку вработени, а се повеќе пензионери. Сепак од ФЗ утврдат дека засега фондот е стабилен и се успева да се приберат потребните пари, но во иднина велате се поизвестно дека здравственото ќе се покрива директно од буџетот. Веќе има земји кои се одлучија за укинување на здравствените придонеси и финансирање на здравствениот фонд целосно од буџет, односно даноци. Црна Гора еден таков пример, тоа е добро, релативно мала земја и такви експерименти се поедноставни. Ние веќе во одреден начин имаме државни субвенции, условно да кажам, кои се поврзани со искористувањето на одредени права. Преку владина програма, преку Министерството за здравство се уплатуваат придонесите за невработените лица и лицата со ниски примања. Преку Министерството за економија се дотираат средства за породилните отсуства, а пензискиот фонд ги плаќа здравствените придонеси за пензионерите. На тој начин се постигнува одредена стабилност. Оно што е важно за финансирањето е дека македонските издвојувања за високо средно развиена земја се окей, се добри и учеството на здравството во јавните финанси е на соодветно ниво. Меѓутоа, кога сето тоа ќе се стави на заедно, ние сме предпоследна земја по издвојување за здравството во Европа, само Албанија е зад нас. Например, Србија издвојува некои 50% повеќе од тоа што издвојува Македонија. Меѓутоа, таму се даноците повисоки од Македонија. Ние сме земја со најниски и даноци и придонеси. Јас не верувам дека може да се решат предизвиците со зголемување на здравствените придонеси, поради тоа што го кажав на почетокот, работно способно население ќе се намалува, ќе расте другото население, пензионери, ќе мора да има јас бидејќи се збориме за долгорочни решенија, јас лично заговарам да здравството се финансира од акцизи на стоки кои предизвикуваат штети по здравјето. Анализите на фондот покажуваат дека најголем притисок врз џебот на граѓаните се трошоците за лекови. И според Светската здравствена организација, над 65% од тој трошок луѓето сами го покриваат. Често пати во јавноста може да се слушне реченицата: "Зошто плаќам здравствено кога се лекувам приватно?" Од ФЗО велат дека проблемите нема да се решат ако со здравственото се уфатат и приватните болници. Сметаат дека насоката е во тоа да се унапредат третманот и терапиите за оние болести кои се доста чести. Како пример ги посочија кардиоваскуларните кои се поприсутни кај млади луѓе. Во извештајот стои дека во 2024 на товар на ФЗО во аптеките биле реализирани рецепти во вкупна вредност од 53 милиони евра. Минатата година бил склучен и договор со над 940 аптеки, повеќе од 2023-та. Бројките на бизнис мрежа пак покажуваат дека вкупните приходи на аптеките лани биле над 370 милиони евра. Профитот кој го оствариле е 10,8 милиони евра. Во аптеките на ниво на цела држава работат над 4000 лица. Од друга страна пак, од податоците на Државниот завод за статистика може да се забележи дека низ годините расте извозот на фармацевски производи од земјава. Па така од јануари до октомври на странските пазари биле пласирани вакви производи во вредност од над 150 милиони евра. Но во истиот период во земјава се увезени фармацевски производи во вредност од над 250 милиони евра. Заклучокот од фондот е дека еден од најважните проблеми во здравството е системската корупција. Се додаваат капацитети кои не се ефикасни и служат само за да се реализира одредено вработување, но и лаборатории кои се неупотребливи.